запознаеме гледачите што значи тоа зелен договор на Европската Унија, кој што го постави ЕУ како цел сама на себе си до 2050 година да го реализира. Зелениот договор за Европската Унија треба да значи, всушност има значење на пресвртница во односот на ЕУ кон животната средина и политиките за животната средина. Тоа пред се значи има долгорочна цел до 2050 година да има постигнување на климатска неутралност, така наречена, или на што помалку или скроз исфрлување на јаглеродните гасови во индустријата и во општо кон животната средина. Нормално има до 2050 многу конкретни чекори што треба да се превземат, како што се до 2030 година намалување на стакленичките гасови до 55% во однос на тоа што биле 90 година и пренасочување на инвестициите во енергетика и во трансформација на економијата за да биде поефикасна, да речам по-блиска до животната средина и помалку штетна за животната средина. Ние исто така тоа го прифативме како цел, како влада. Зелената агенда на ниво на ЕУ е преведена за Западен Балкан со самитот во Софија 2019 година, кога беше прифатена Зелената агенда за Западен Балкан, како еден важен исчекор. Во таа смисла ги има сличните цели, како и за Европската Унија, и голем број на инвестиции, преку милиарда евра, кои што се необходни за таа трансформација да се оствари во наредниот период. Да, Европската Унија обезбеди милиарда евра за Западен Балкан, 500 милиони ќе се користат за она итна транша, така да кажам, за помош за енергетската криза. Останатите 500 милиони ќе се користат за исполнување на овој договор. Во објаснувањето од Европската Унија за тој зелен договор, Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија, е посочен како најпроблематичен регион, да кажеме, од целата Европска Унија, односно дека 80% од производството на тие стакленички, така наречени гасови, се од користењето на фосилните горива. Сега, што ние како држава, бидејќи го започнавме скринингот, та се надеваме дека наскоро ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија, што како држава ние се обврзавме да превземеме за да ги исполниме тие законски регулативи и да ги усогласиме со Европската Унија? Ние прво треба да имаат граѓаните предвид дека сега ги отвараме тој дел од скринингот. Еве токму во текот на оваа недела ќе се презентира, ќе започне презентацијата за поглавијата 27 животна средина и климатски промени, за поглавието 15 енергетика. Енергетика и животна средина обично се ставаат во пакет заедно. Ние имаме сите клучни стратешки инструменти. Имаме национална стратегија за климатска акција, во подготовка е закон за климатска акција и по тие механизми практично влегуваме во системот на ЕУ. Тоа значи дека имаме механизам за воспоставуваме механизам за собирање на податоците токму за овие емисии. Известуваме Европската комисија, но и ние правиме анализа во кои делови на државата и кои се предизвикувачите на загадувањето во оваа смисла. И согласно тоа ги правиме политиките до 2030 да имаме значително намалување на 55% од, да речам, емисиите, а до 2050, иако знаеме дека е тоа многу тешко, да се ослободиме од економијата поврзана со јаглерод диоксид. Ние сме свесни дека оваа енергетска криза ги не уназадува, бидејќи побарувачката за јаглен повторно расте, но од друга страна пак свесни сме дека мораме да се држиме до овие инструменти доколку сакаме да ги имплементираме нашите инструменти и националниот план за клима и енергија и националниот придомен за климатски промени и стратегијата за енергетика, за да може да имаме една економија компатибилна со европската. Ова е една област во која што бара многу средства, која што е можеби најскапата област, тоа го кажа и амбасадорот Гир на пресконференцијата минатата недела, бара исто промена на свеста, на навиките на луѓето, на тоа како живееле и кои, да речам, реагенси ги користеле во секојдневниот живот и како горива и како средства за грејење и во индустријата и во економијата, и затоа бара време и инвестиции. Ние сме среќни што имаме тоа разбирање од страна на Европската Унија и што има сериозни инвестиции во овој дел. Практично, ако видите најголем дел од парите за ИПА и најголем дел од парите од онаа инвестициска рамка на Западен Балкан одат токму на енергетика и на животна средина. Како што спомнав, 80% од штетните гасови кои што ги
испуштаме во нашата држава се од употребата на фосилните горива, а конкретно и за јагленот. Ние се обврзавме тоа да го намалиме, нешто е зголемено производството на 10% од обновливи извори на енергија. Да. Меѓутоа сме се обврзале и до 2028 да целосно го испрлиме јагленот како потреба, тоа значи затворање на регбито и ослаби. Како што реков, ние ќе одиме внимателно во сите овие процеси и нема да направиме ништо што ќе ја загрози ниту нашата енергетска стабилност, биејќи видовме колку е тоа важно во овој период, ниту пак ќе направиме нешто што ќе ја загрози нашата економија. Во разговор, бидејќи во другите држави, сигурен сум дека ќе се одлагаат овие обврски, тоа не е некоја обврска која што е цврсто определена соглас на новиот контекст во кој што делуваме, така што ние ќе следиме ситуацијата, гледаме дека и како што реков, поборувачката за јаглен во регионот е зголемена. Наша цел е етапно да дојдеме со паралелно инвестиции. Знаете, ние имаме големи инвестиции и во справувањето со отпадните води, канализационата мрежа, особено во Кичево, Битола и Тетово. Имаме неколку проекти по 20 на милиони евра кои што имаат токму таа улога да направат позелена економија, но и позелена инфраструктура, така што без да ги направиме тие предуслови не можеме да влеземе во такви крупни потфати како што се затварање на овие капацитети. Она што сме го направиле досега и она што предвидува тој зелен договор, скринингот ќе биде на ова поле, ќе имаме ли тука проблеми со Европската унија? Видете, ова е една област која што бара најмногу ангажман. Јас мислам дека ќе биде една од клучните заедно со транспорт, енергетика и животна средина, која што ќе треба најмногу вложување и каде што најмногу ни треба кадар. Ако имаме ние сега еден енергетски пакет од 80 милиони евра, ако имаме за ИПА 22 година само 63 милиона евра за тие канализациони мрежи и пречистителни станици, значи имаме сериозно вложување во области кои што треба да придонесат развој. Тоа го прави Европската унија свесно, затоа што се гледува дека нам ни фали тоа. Ни треба многу вложување и време за да дојдеме до нивото на ЕУ. Но тоа не е ништо ново, тоа им требало и на другите држави. Важно е да се свати дека ова е долгорочна политика и дека со мали чекори, етапни чекори и постојани инвестиции во оваа област ќе дојдеме до точката до која што е денес Словенија, Хрватска или државите кои што се веќе во ЕУ договори. Кои исто така со помош на Европската унија ги искористиле тие фондови средства. Сите канализациони мрежи. Апсолутно, наша цел е комплетна реконструкција и на канализациите и прочистителни станици во секој град. Особено се битни регионалните центри за управување со отпад. Има и отпор кај дел од населението во Свети Николи имаме проблем во Лозово општина, каде што се воспоставува фабрика за менаџирање на отпад од месната индустрија. Имаше реакција на општината и на локалното население, најдовме нова локација, но тоа се инвестиции сите се од 9 милиони па нагоре. И например регионалниот отпаден центар Свети Никола 40 милиони евра. Дел од тие пари од Европската унија. Комплетно, значи комплетно. Сакам да кажам, тоа се проекти кои што се веќе програмирани и треба да се спроведат за доброто на нашите граѓани. И при тоа, она што ни е нам најважно е да тие пари бидат дистрибуирани низ целата држава, не само во Скопје, не само во поголемите градови, туку на вистина низ целата држава, за свеста да се менува секаде, но и условите и квалитетот на животот да се менува секаде.